Добар ден, почитувани, 11 часот и 10 минути. Ние продолжуваме со најавените теми кои што за денеска ги имаме подготвено во програмата Радио што се гледа. Прв наш гостин за денеска е Игор Крстевски, директор на јавното комунално предпријатие Пазари и Прилеп. Добро ни дојдовте. Добро ве најдов. Поздрав и до гледачите и слушателите на Радио Пела. Ние денеска ќе проговориме за тоа како функционира јавното комунално предпријатие Пазари и за некои актуелни прашања кои што изминатиот период се појавија во јавноста, а верувам дека ќе ги најдеме одговорите. Најпрво она што е актуелно не само кај вас како јавно комунално предпријатие, туку и во останатите е како ќе се плаќаат сметките за струја со оглед на тоа што се очекува тешка зима, тешка есен, но кај вас е исклучок заради тоа што вие имате фотонапонски панели, односно систем со кој што барем малку се ублажува тој струен удар, би рекла, заради тоа што цената на вистина е висока. Овој систем е поставен пред неколку години. Дали и како функционира во јавното комунално предпријатие Пазари и кои се бенефитите од тоа? Нашето предпријатие, како и сите предпријатија, независно јавни, приватни, е на голем удар на поскапувањето на цената на струјата. Со оглед на тоа што главен ресурс за функционирањето на фирмата е струјата, на нашата фирма, ние сме исто и како погодени од поскапувањето. За среќа, предпријатието пред неколку години поставило фотоволтаичен систем кој за жал после неколку прекини на работењето, поголеми дефеци, во моментот кога јас го презедов раководењето со јавното предпријатие, не беше во функција. После 10 месеци или 11 така не функционирање на фотоволтаичниот систем го ставивме во функција и сега е од значителна помош. Што значи тоа? Македонија и Прилепе има прилично добар дел на топли денови, светли денови и според наши пресметки околу 20-30% од потрошувачката на електрична енергија со вклучувањето на фотоволтаичниот систем ни се намалени. 20 или 30%, тоа е индивидуално, зависи од светлите денови, од нашата потрошувачка, е значителен бенефит за фирмата. Значи ли тоа дека се размислува да се постават други фотонапонски панели кои што ќе обезбедуваат повеќе можност да се складира таа електрична енергија и да биде во функција на јавното предпријатие? Да, првата можност што ќе имаме, со оглед на тоа што ние сме задоволни од позитивните ефекти што ги имаме од фотоволтаичниот систем, првата можност што ќе имаме, ние ќе поставиме нови фотоволтаични панели, како би го зголемиле производството и би ги намалиле трошоците. Чинам дека вие сте единствени од јавните предпријатија, особено во делот на Пазари, што има ваков фотоволтаичен систем. Да. Значи ли тоа дека ги препорачувате на останатите јавни комунални предпријатија? Па секое предпријатие, независно јавно, приватно, мора да си направи кост-бенефит анализа. Без кост-бенефит анализа не може да преземи чекор на било каква инвестиција. Ако анализата е позитивна, тогаш нека преземи таков чекор, бидејќи инвестицијата во фотоволтаични системи не е толку мала инвестиција. Меѓутоа, ако го имаме во предвид фактот дека зголемувањето на електричната енергија во наредните периоди ќе оди уште неколкукратно, би се дрзнал, слободно да кажам, да го препорачам како алтернативен начин на обезбедување на електрична енергија. Можеме ли да кажеме колку е таа заштеда во денари? Рековте 20 до 30%, зависно се како од периодот во годината, бидејќи во зима многу менува, зависно од периодот. Во летните периоди ние немаме некоја голема потрошувачка и заштедата ни е поголема. Во зимските периоди нормално потрошувачката ни е поголема и цената на електричната енергија, мислам, трошоците што ги плаќаме за струја се прилично високи. Да преминеме. Инаку од прилика, извини што ве прекинав, од прилика 20 до 30% при нормални услови на работење.
Така, значи од вкупната од потрошувачка. вкупната потрошувачка. Значи јас ја пресметував, не ја пресметував во анализите што ги правив, не ја пресметував по однос на цена на електрична потрошувачка, туку ја пресметував по однос на потрошени киловат часови. Значи независно како флуктуира висината на цената, потрошувачката е од прилика 20 до 30% помалце со вклучувањето на фотоволтаичниот систем. Втората актуелна тема која што периодов јавното комунално предпријатие Пазари ја имаше е проблемот со продавачите на црно. Односно, во неколку наврати имаше протести од страна на продавачите на тезги во градскиот пазар, дека одредена група на продавачи нелегитимно или противзаконски продаваат од камиони и така натаму од трактори. Најчесто можеме да ги видиме на паркингот кај катната гаража, кај реката, исто така и кај железничката станица, но ги има и на други места. Како може да се реши овој проблем, бидејќи не е само годинава, тој се провлекува со, би рекла, со години. За жал, тој проблем се провлекува 20-30 години наназад. И не е така едноставно тој проблем да се реши. Бидејќи и ЈКП Пазари нема надлежност на дислоцирање на тие диви продавачи. Единствено што можеме ние да направиме е да ги канализираме. Тоа и го направивме со продавачите кои што сакаат да си земат тезги, си изнајмија тезги и ден денес си продаваат тука во пазарот. А дислоцирањето на дивите продавачи е во надлежност на други органи. Така. Може ли да се најде некое трајно решение, бидејќи ја веќе напоменам, сточниот пазар пред известен период, чинам 4-5 години, функционираше како зелен пазар на големо и дел од тие продавачи беа и таму лоцирани, но тоа замре. Не знам дали воопшто сега функционира. Од некои информации знам дека нема повеќе пазар на големо, зелен пазар на големо. Не беше ли тоа решение на таков начин да се постави, да речеме, одредена локација каде што ќе може тие што се со трактори и со камиони да можат да продаваат на големо, бидејќи ако се тука во близина, барем тоа и го кажуваа продавачите кои што имаат тезги на градскиот пазар, им се на некој начин конкуренција, бидејќи тие имаат пониски цени од останатите. Еден од предизвиците кои што си ги поставив како директор на пазари е да го активирам повторно пазарот на големо. Значи, независно на кое место ќе биде во Прилеп, то ми е и целта да направиме, значи, некое место, независно дали ќе биде во центарот, дали ќе биде на периферијата на Прилеп, да се обезбеди простор каде овие продавачи на големо ќе ги стационираат своите транспортни средства и ќе обавуваат дејноста за која што планираат да ја обават, бидејќи канализирањето на нивните активности има двоен бенефит. Бенефит ќе има и за јавното комунално предпријатие Пазари, а бенефит ќе има и за трговците што се на земјоделски производи во пазарот, а исто така бенефит ќе има и за граѓаните на Прилеп. Имаме голема поддршка од градоначалникот Борче Јовчевски и од председателот Дејан Продановски и мислам дека во најскоро време ќе изнајдеме место во градот каде овие диви продавачи, сега диви продавачи, ќе ги канализираме. Тоа би било нешто слично како што е во Скопје, чинам, бидејќи таму веќе функционира такво нешто. Да, меѓутоа мора да се води сметка за правните рамки, растојаниот пазар, сите оние услови кои што треба да се исполнат за да функционира како пазар на големо. Инаку, градскиот пазар е еден од најпознатите и најголемите, би рекла, во Македонија, во која насока би се движело развојот на пазарот. Сега, ова прашање го поставам заради тоа што, пак ќе речам, пред известно време имаше и мали пазарчиња, мини пазарчиња, кои што се наоѓаа на неколку локации низ градот. Тие одреден период заживееја и функционираја, но еве, може би заради пандемијата или од други причини, ги нема, да речеме, во населбата Точила, Марино Мало и на други места.
Исто така и кај театарот имаше едно мало такво пазарче. Очигледна е потребата на луѓето да има такви мини пазарчиња. Дали како јавно комунално предпријатие размислувате повторно да ги заживеете и на каков начин тоа би било? За жал, функционирањето, односно работењето на тие мали пазарчина било релативно кратко. Пандемијата го направи своето, трговците, да речам, продавниците кои што нудат свежи производи го направија исто своето и во моментов тие не се во функција. Меѓутоа, пред еден месец од прилика обавив средби баш со овие трговци што се на големо и преговаравме да тие фактички ги обезбедат своите пазарни активности баш на овие пазари. Сега, како што кажавте, не ги точила јас кај што седам во населбата, ги има најмалце 6-7 камиони, кај Пругана исто има 5-6, се насен низ Прилеп околу 30 камиони ги имам броено, диви продавачи. Тоа им е и целта, значи, да се канализираат овие диви продавачи, дел на пазарот на централното градско подрачје и дел на овие дисперзирани пазари во големите населби во Прилеп. Има ли интерес од страна на продавачите, производителите на земјоделски производи? Сте разговарале ли со нив? Знаеме дека е долга традиција на производство на зеленчук, на овошје во Прилепа и секако Точно. традиција заради тоа што генерацијски луѓето доаѓаат од Преспанско за јаболка, од другите места за она што се произведува грозје. Дали на таков начин ќе може да се да биде помал притисокот во градскиот пазар и секако како што се развива Прилеп, така и овие мали пазарчиња да функционираат? Нашата цел, значи сега зборувам како организација, е повторно да го заживееме пазарот со активирање, односно со привлекување на производителот на пазарот. Не дека ние не ги сакаме трговците, секој клиент е добре дојден. Меѓутоа, според нас, многу е значено производителите да ги вратиме на пазарите и да го продаваат директно својот производ до крајниот купувач. Имаме план во текот на ова лето и есен, значи да обавиме средби директно со производителите во нашиот регион и малце пошироко. И да ги поканиме, да им ги објасниме позитивните страни кои што тие ќе ги имаат, доколку дојдат, доколку продаваат на нашиот пазар, кои бенефити ги имаат и едноставно да им помогнеме и нив, а и нас да си помогнеме да оствариме профит. Бидејќи на крајот на краиштата и тие и ние живееме за остварување на некоја економска активност. Во случајов, ваш приоритет би бил да се вратат производителите, Да. а да не биде тоа пазар, трговија, едноставно препродавање на одредени земјоделски производи. Не, наш приоритет е сите да можат да имаат исти услови. Значи, за жал сега, барем такви имаме сознанија, производителите не се доволно запознаени со условите кои што ги нуди пазарот. Дел поради условите во кои што функционираме, дел поради затвореноста на производителите, бидејќи производителот како производител не може постојано да ги следи сите промени кои што настануваат во економијата. Тој мора да се концентрира на производството и мора да се најди личност, лице или институција која што ќе му ги укажи сите бенефити, односно ќе му ги отвори вратите и ќе им укаже на кој начин можат да остварат повисок профит отколку, например, нашите производители на кромит од Бучин или од околината, долги години кромидот го пласираат организирано во Бугарија за ситна пара. Зошто, например, тие производители за мал надоместок не би ги повлекле тука да има бенефит и за нив, а и за граѓаните на Прилеп? Значи ли тоа дека ќе следуваат одредени измени во однос на функционирањето на пазарот, бидејќи сега има неколку дела каде што може да се забележи на градскиот пазар, делот за текстил, делот за зеленчук, млечниот пазар исто така во рамките на градскиот пазар.
Може би планирате да се направи само одреден дел пазар на производители. Има ли такво размислување? Има размислување, меѓутоа е специфично, бидејќи микролокацијата на тезгите е многу значајна на лицето кое што продава на пазарот. Така да не може Е препознатливо, сакате да кажете, по локација. препознатливост е. Значи, имаме клиенти кои што со 30 на години продаваат на исто место. Нивното разместување и формирање на така дел би можело да предизвика револт. Значи најмалку што сакаме е да предизвикаме револт, односно на некој да му го земиме левот, така да се изразам. Има доволно слободно тезги и за лицата кои што би дошле, односно производители би продавале овошје или зеленчук на пазарот. Така да нема потреба од формирање на посебни делови за барем сега, строго за производителите. На тој начин би предизвикале еден вид на деградирање. Не, деградирање. Знаете, кога ќе влези купувач, секогаш ќе се упати кај производител. Бидејќи нормално е производителот по некоја си економска логика би требало да понуди пониска цена. И на тој начин би можеле да предизвикаме заобиколување на другите клиенти, а тоа не ни е цел. Да го споредиме градскиот пазар Прилеп со останатите пазари, како ги оценувате условите за работа на оние кои што продаваат тука, на купувачите, и што според вас е потребно да се направи уште повеќе? Еве зборувам за безбедноста, за хигиената. Каде сме тука во Македонија? Имаме ние лица кои што се задолжени за хигиената и морам да ги пофалам дека 100% се извршуваат се на ниво на задачата. Не дека не може да се подобрува повеќе, секогаш може повеќе, секогаш, тоа е моето мото, мора да може повеќе. Пазарот се мија 2 пати неделно, некогаш и 3 пати неделно. Еве ново што е, бидејќи имавме проблем, мијавме со хидрофорот на водовод и сметките за струја ни беа повисоки. Расипан беше бунарот, од минатава недела веќе и тој е ставен во функција и нема да имаме толкави високи трошоци за вода, ќе си користиме своја вода за одржување на хигиена. Во поглед на пазарчето, за пазарче, го викам, бидејќи е така помало навикнат на големиот пазар што го имавме за млечни производи, во процес сме на негово обновување, да речем, ги реставриравме тезгите, ѕидовите се преработени, плафоните се повторно средени, имаше некои оштетувања. Не дека не треба повторно, ќе кажам, се уште да се работи, треба и мора да се работи, меѓутоа негде мора да се почне. Сигурно. Секако и вие се прилагодувате на економската состојба во држава, во Македонија. Колкава е цената сега на тезгите? Дали се планира покачување на цените, едноставно кажано? Цените варираат. Цените варираат од 2000 па до 4000 денари, зависно од видот на тезгата. Значи, ако некој е заинтересиран слободно, може да дојде, че индивидуално за секој реон се дефинира цената на тезгата. И повторно морам да нагласам, цените на тезгите во дисперзираните пазарчина, како Точила, например, се многу ниски. За жал што не се користат. Да, еве, да упатам еден отворен апел за сите кои што сакаат, нека дојдат, ќе разговараме, ќе се договориме да се ги продаваат своите производи на тие пазарчина практично за џабе. Ајде да се изразам по прилепски. Планирате ли нешто на тие локации дополнително да има засенување, одредени веранди, атрактивно место да се направи за да може тука да доаѓаат луѓето? Бидејќи знаеме дека има. Засенувањето го правиме ние на целиот пазар. Веќе направивме сега во овој момент веќе во завршна фаза поставување на зелени мрежи се тоа, значи за да се засени да не пречи сонцето на производите, на овошјето и на зеленчукот.
поставени се, заменети се старите мрежи, ставени се нови, и тоа е обезбедено. Што се однесува до главната улица, тоа е она улица помеѓу двата пазари, пазарот на текстил и зелениот пазар, таа планираме на поинаков начин да ја обезбедиме, да не биде онака со шатори како во стил на Индија, ја го викам. Да се урбанизира. Да, меѓутоа тука е малце поспецифично, бидејќи тоа е јавна површина, се однесува за улица и мора да се изготви проект кој што ќе биде издржан. Една интересна идеја имаше пред неколку години, не се сеќам во кој град, градскиот пазар работеше ноќе. Сега јас едно прашање во прашање тука, со оглед на тоа што климатските промени си го прават своето и навистина многу жешко лето и оваа година имаме, а и доправа ќе има покачување на температурите, има ли такви размислувања да се работи навечер, да се измени работното време или има ли можност за такво нешто? И се менуваат ли навиките на прилепчани и на сите кои што доаѓаат во Прилеп, бидејќи барем ние како луѓе кои што живеат тука и новинари сме забележале дека среда навистина не е така посетен пазарот како што беше порано. Во поглед на работното време, секогаш има можност да се направат промени. Меѓутоа, направењето на промени мора да биде проследено со една добра анализа. И кампања. Меѓутоа промените не можеме ние и не треба да ги направиме едноставна му текна на јавно комунално предпријатие пазари и го промени режимот на работа, односно го промени работното време. Бидејќи ние имаме клиенти кои што се и за нив мора да одговара работното време. Значи промената на работното време е двонасочен процес во кој што мора да имаме разбирање од една страна од клиентите, од втора страна и од пазари, бидејќи треба да имаме служби кои што ќе биде отворен пазарот, и од трета страна исто и кампања да се направи, да се обезбеди населението во Прилеп да биде запознаено. Бидејќи откако јас знам, да речам, се знае кое е работното време во пазари. Повторно ќе речам, не дека нема можност да се размислува на таа тема, секогаш има можност и секогаш она што го викам јас штик проба, можно е да се направи и треба да се направи, да се види расположението на граѓаните. Јасно. Пред крајот на овој разговор, јас ќе ве запрашам за иницијативите кои што ќе следат. Вие напоменавте неколку, но барем да знаеме до крајот на годинава што може да се очекува, иако како јавно предпријатие и сами кажавте дека тоа најмногу зависи од финансиските можности кои што ги имате, а пред се поврзано со економската криза која што сме веќе длабоко завлезени во неа. Пред се сакам да го завршиме проектот кој што го започнавме со млечниот пазар. Значи да го реставрираме, да го обновиме, да го ставиме повторно во сјајот во кој што беше пуштен во употреба. Дали ќе се проширува? Тешко дека ќе се проширува. Потребно е потреба да имаме за да се проширува. Значи во моментов потребите ни се толка, колку што се потребите, ние ги задоволуваме потребите со тезги во рамките на сегашниот млечен пазар. Така да проширување доколку има потреба и би се направило, иако тоа како инвестиција е малку по-специфична инвестиција, бидејќи мора да се обезбедат не само материјални, мора и просторни услови да се обезбедат. Тоа е поставено така да проширувањето би можело да оди само во една насока, не во насока како сега што е поставено во должина. Така. Секогаш може да се направат промени, повторно ќе речам, промени мора да се прават и ја ги поддржувам промените. А во поглед на враќање на среда како традиционален пазар, среда од секогаш бил како меѓупазар. Барем јас откако памтам од времето кога со татко ми одевме на пазарење, средата беше како меѓупазар, оно да се надополна залихите до сабота. Убаво е и среда да биде така, да речам, мојчен пазар како сабота, меѓутоа тоа не зависи од нас. Зависи од купувачите.
купувачите пред се навиката е многу специфична состојба кај човекот. Да, и Прилепси е традиционален град, а Да. во однос на други проекти кои што се планирани до Значи крајот на повторно година. ќе кажам, сакам да го завршиме покривањето на ова реставрирањето на млечниот пазар, да се континуирано се заменува осветлувањето, бидејќи за жал ни се случува тоа што ни се случува, се губат светилките, па имаме добри десетина во неделата да ги менуваме. Потоа да се смени, односно оноа што го работиме сега, менувањето на мрежата за сенка. Ајде сега еве имаме тука и други че го проекти заборавев, кои што да. Бунарот да се што го ставивме во употреба. Билбордот кој што за еден пивофест бил оштетен, тој е на влезот на пазарот, последниот влез над влезот е поставен билборд, може би го забележавте. Да. Тој го ставивме во употреба, го поправивме и сега и тоа ќе се активира. Редовно да се надминува штетите од временските неприлики. Секоја временска непогода кај нас за жал предизвикува некоја штета, дали тенди искршени, дали протекува некаде. И тоа е. Сите тие работи одземаат. Да, значи ли тоа дека има потреба од целосно покривање на пазарот? Нормално е дека има потреба од целосно покривање и тоа е што го кажав, првата можност кога ќе имаме доволно финансиски средства да се промени кровната конструкција на зелениот дел на пазарот, бидејќи кровната конструкција на пазарот што е за текстилни производи е сега брзо сменета. Меѓутоа кровната конструкција на зелениот дел на пазарот, првата можност финансиски што ќе имаме, ќе ја промениме и ќе поставиме фотоволтаични системи. Значи тие два проекти мора да бидат компатибилни и да се изведат во ист временски период. Благодарам за гостувањето. Молам. А се надевам дека следното гостување ќе биде со почеток на одреден проект од овие што ги планирате или пак крај на проект кој што ќе значи подобрување и развој на јавното комунално претпријатие Пазари, а се со цел да им се овозможи убава средина за работа и на оние што продаваат, но секако и купувачите кои што доаѓаат од цела Македонија да се снабдат со свежи и убави земјоделски производи. Благодарам. Благодарам и вас.